Стапката на инфлација во 2020 година се очекува да остане ниска. Моменталното ниво на инфлација е тука. Благ пад на инфлацијата во декември, но и натаму останува двоцифрена. Инфлацијата се намали. Но тоа не само што не значи дека цените се намалија, туку и дека тие никогаш повеќе нема да се вратат на старо. А веќе се многу високи, затоа што последниве 3 години постојано растат. Во ера на висока инфлација, политичарите најмногу зборуваа за тоа како тие се справуваат со овој проблем. Ова е време на солидарност, а не е време на остварување на екстра профити. Максимално колку може да ги намалат маржите. Ние сме покажале дека можеме да интервенираме. Пред нас останува периодот со стабилни цени. Инфлацијата е појава која не ја засега само Македонија и таа зависи од многу надворешни фактори. И токму овој термин е клучен кога политичарите сакаат да прикажат добри економски политики. Но често политичките изјави не се во достук со реалноста, нашата реалност, на граѓаните. Како порано што беше 400-500 денес, сега 1000-арката е. Не знам и со 1000-арка дали можеш да завршиш некоја работа. Се поскапело, се трговци, преподаваци, се поскапи. Зашто трошите најмногу пари од домашно? За храна. За храна. А највише храна користиме. На храна. Цените на храна треба 400 денари, 300 грамов чварки. А колку пари добиваме, не ни стига за нешто. Пријателите си качија 80% плата, нас 5%, па сега ќе тераме. Колку всушност поскапе нашиот живот и како дојдовме до оваа ситуација? We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Генезата на оваа ценовна криза не враќа до периодот на COVID пандемијата. Рестриктивните мерки на движење кои ги затворија граѓаните во своите домови доведоа до помала поварувачка на производи. Но кога пандемијата заврши, поварувачката нагло се зголеми што предизвика изголемување на цените. И само што светот се стабилизираше, следуваше нова криза. Во 2022 година избувна конфликтот во Украина. Европа и САД воведоа санкции за руските енергенси, односно природниот газ и нафтата. Со тоа кризата се продлабочи, а инфлацијата достигна рекордни двоцифрени стапки и остави разорни последици врз животниот стандард на граѓаните. Но пред да разбереме што се случува со економскиот хаос во Македонија, потребно е да разбереме што е инфлација. Инфлација е намалување на куповната моќ на парите, што се одразува со општо зголемување на цените на стоките и услугите во една економија. Здравите економии ја контролираат инфлацијата. Идеално е кога таа се движи околу 2%, зашто така има време постепено да се усогласат цените и платите, односно властите да планираат соодветни мерки за паралелно да го штитат стандардот на граѓаните. Кога веќе знаеме што е инфлација и што е добра инфлација, сакавме да пресметаме колку се поскапе за време на оваа криза. Последните 2 години инфлацијата кумулативно изнесува 25%. Тоа значи дека сите производи, што претходно просечно сме ги плаќале по 1000 денари, сега не чинат 1250 денари. А поскапувањето што се случи во само 2 години е толку колку зголемувањето на цените во 14 години претходно. Сите ние колективно денес сме за 15% посиромашни отколку пред кризата, затоа што наспроти растот на цените кои изнесува 25%, просечните приходи ни пораснале за само 10%. Произлезе дека животот на најсиромашните граѓани последните 2 години поскапел за 32%, додека пак трошоците на најбогатите им пораснале за 20%. Политичарите често знаат да ги обвинат надворешните фактори за лошата економска состојба во Македонија. Користат термини како увезана инфлација, бидејќи Македонија е увозно зависна земја во секој поглед. Но речиси никој од нив не зборува за тоа дека во зголемувањето на цените голема улога играат и локалните актери, како што се трговците. Според најавите на стопанствениците, до нова година не очекува раст на цените на основните прехрамбени производи. Секоја година се помало е производството. Пред граѓаните е нов ризик од поскапување. Следната година ќе имаме високи цени. Ѓубрето скока ненормално. Ова не може да се издржи. За супермаркетите ова беше година на високи цени и високи профити. До овие добивки стигнале преку повисоки профитни маржи. Бруто профитна маржа е разликата помеѓу набавната и продажната цена на производите. Таа кај некои маркети во просек е околу 12%, но кај други е и тројно повеќе, до 37%. Сите маркети
ја надминуваат границата од 10%, што државата ја наметнува со мерки кога сака да го заштити стандардот на граѓаните. 10 најголеми ланци маркетинг из Македонија во 2023 година заедно инкасирале приходи од 1 милиарда и 60 милиони евра и направиле профит од 36 милиони евра. Тоа е за 40% поголема добивка отколку годината претходно. Но патот на малопродажната цена има и неколку други попатни станици, од производител преку преработувачи или големопродажни компании, дистрибутери, па се до полиците на супермаркетите и продавниците. На секој чекор, од растење и преработка до пакување и транспорт, има актери што додаваат своји трошоци и профит. Тоа значи дека секој нов чекор во синџирот ја зголемува цената што ние, потрошувачите, ја плаќаме. Маржата е определена од пазарните услови пред се, меѓутоа и од пазарната структура. Секако дека за нефер однесување можеме да зборуваме и тоа го покажа и анализите што ги направивме, реков со фокус врз трговците повеќе од што врз производителите, меѓутоа кај сите играчи во синџирот на снабдување. Сега кризно профитерство можеби е и пресилен збор, меѓутоа вака во колоквијална смисла секако можеме и така да го третираме. Начинот да се стават под контрола трошоците за храна е едноставно преку поголем надзор. Затоа за структурно, долгорочно да се адресира овој проблем, треба да постојат политики или механизми кои што ќе го ограничат или ќе го менаџираат, да кажеме, нивното однесување на пазарот. Тениот е законот за нефер трговски практики, кој што стапи во сила неодамна, меѓутоа клучна е неговата имплементација, значи не како е напишано на хартија, туку како тоа се спроведува на терен, главно ефикасноста на инспекторатите кои што се надлежни за неговата примена, и вториот контингент се однесува на оснажување на Комисијата за заштита на конкуренцијата и таа да може да постапува со цел однесувањето на играчите на пазарот, кое што се однесува на имплицитно или експлицитно договарање на цените, особено во сегментот на храната, да може соодветно да се адресира. Ова е реалноста и таа е грда. Грда е поради децениски лоши економски политики кои наместо поголемо домашно производство на храна и покрај милиардите евра фрлени за субвенции, денес оваа земјоделска земја не може сама да се прехрани. Увезува речиси двојно повеќе од што извезува храна, а земјоделското производство постојано се намалува. Ваквото неодговорно однесување нема да успее да ги задржи, а камоли да ги врати младите во државата, која не се грижи дали ќе бидеме сити или гладни.